Скопје 2028 град на култура, колку градот од архитектонски аспект ќе биде презентативен, репрезентативен, можеби имате доста забелешки или сугестии како да се интервенира или како да се представиме? Да. Добро, јас накратко би сакал најпрвен да објаснам концептот на Европска престолнина на културата, бидејќи се работи за една програма која што постои од 1985 година, кога на иницијатива на тогаш грчката министерка за култура Мелина Меркјури, која што потоа стане и еврокомесар задолжена за културата, всушност беше воспоставена титулата Европска престолнина на културата. Во 1985 година прва Европска престолнина на културата е Атина, главниот град на соседна Грција. А некаде од 2014 се приклучуваат и градовите од земјите кандидати за Европска унија. Значи се работи за една програма која што има долга традиција и која што секогаш представува изваредна прилика за градовите да се представат себе си. Но таа носи одредени специфичности. Често пати постои недоразбирање што самата титула значи и на кој начин се артикулира, да кажам, ова едногодишна манифестација која што постои. Односно, главниот проблем е дека најчесто се разбира дека е тоа едногодишна манифестација. Во случајот на Скопје имавме сличен еден проблем. Морам да кажам дека тој процес, значи, за подготовки и за апликација за стекнување на титулата Европска престолнина на културата 2028 година започнат уште во 2014 година, што значи дека еден од ретките проекти кои што подразбира континуитет и би рекол долготрајна посветеност на неколку градоначалници на градот. Минатата година, на крај на минатата година, на иницијатива на градоначалникот, новиот градоначалник на Скопје, господин Торце Георгиевски, таа беше рестартирана. Беше рестартирана со сериозна поддршка и од Министерството за култура и Министерството за надворешни работи, каде што всушност требаше и да се навратиме, да би рекол еден тим на експерти да се навратат и всушност на основите и суштината на тоа што значи Европска престолнина на културата. Морам да кажам дека во меѓувреме Скопје било посетено од две така наречени мониторинг мисии, едната во октомври 2024, другата во мај 2025 година, кога се добиени исклучително, да кажам, строги забелешки, токму поради неактивноста во подготовките. Меѓутоа, како што често пати тоа го чини Европската комисија, во тие забелешки и прекорат, всушност се вградени и препораките што треба да се направи. И таму има една исклучително интересна препорака, односно да би рекол до објаснување кое што потоа мислам дека стана некако формативно и стана двигател на начинот на кој што се артикулираше Европската престолнина на култура за Скопје. А тоа би цитирал во слободен превод, дека Европска престолнина на културата не е едногодишен фестивал на настани од културата, туку дека представува фундаментална урбана трансформација на градот задвижувана од културата. И тоа стана, пак ќе кажам, еден вид на водилка за како треба да биде структурирана. Се направи еден подетален план кој што подразбираше и некаков буџет, меѓутоа и проекти, односно активности кои што треба се направат. И во моментов дефинирано е дека ќе има еден пакет на така наречени програмски активности со сопствен буџет. Меѓутоа уште поважно од аспект на архитектурата е дека има и 12 проекти кои што се предвидени за урбана трансформација на градот, а се во рамките на Европска престолнина на културата. Исто така, тие проекти се предвидени да имаат и свој соодветен буџет, кои што во наредниот период сега ќе бидат, се разбира, и представени, меѓутоа и ќе бидат развивани на начин што ќе биде исклучително инклузивен и партиципативен. Тоа значи дека тие нема да бидат однапред дефинирани и изведени, нели, по системот од горе кон доле, туку дека активно ќе бидат вклучени најпрви на општините во градот Скопје, се разбира, градот Скопје ќе биде лидер во сето тоа, понатака граѓаните ќе бидат вклучени на ниво на местни заедници, на локални заедници, експертите ќе бидат вклучени, ќе бидат повикани сите засегнати страни, од бизнес
бизнис секторот до културните, се разбира, работници и институции кои што ги имаме, па до, би рекол, представниците на креативната индустрија која што треба на некој начин и сето тоа да го задвижат и да овозможат еден малку поинаков пристап во реализацијата на самите проекти. Кажавте 12 проекти, не мора да ги раскажуваме, меѓутоа, она што го кажавте, урбан развој, доволно ли е времето до 28-ма сето тоа да се, да кажеме, трансформира и да се, ајде ке кажеме, архитектонски украси градот или најосновното можеби да се реконструираат некои работи? Значи, Скопје веќе само по себе има одреден голем број, би рекол, на квалитетни простори и објекти кои што се поврзани со културното наследство, но исто така и со секојдневното живење или би рекол со рецентната историја во смисла на поземјотресната обнова и бруталистичката архитектура. Скопје е планиран град и тоа ни дава нас еден комфорт да можеме да планираме Скопје, да го развиваме и понатака. Но, ја би рекол вака, Архитектонскиот факултет во 2024 година донесе одлука за архитектонските студија да во зимскиот семестар да работат на теми поврзани со Европска престолнина на културата. Не многу од колегите се одазва на таа препорака, но еве јас водев едно архитектонско студио, кое што заедно со колегите студенти направивме најпрвин анализа на поголемиот дел од градовите кои што ја носеле оваа титула во минатото, особено тие кои што беа, да кажам, некако од нашиот интерес, дали регионално блиски, дали историски блиски, дали во однос на урбаната трансформација која што се случувала кај нив. И врз основа на тие согледувања направивме и некаков модел што би било најсоодветно за Скопје во смисла и на урбани интервенции, односно урбаната трансформација која што би се случувала, но и на програмски некакви активности кои што ги има. Дополнително направивме и посета на градот Солун, кој што бил Европска престолнина на културата во 1997 година, и кој што и ден денеска ги живее придобивките од таа титула, односно таа година. Тоа што таму го разбравме и го научивме на некој начин е дека оваа титула која што е врзана за една година всушност нема за цел само во таа година или до таа година да се случи нешто и после тоа ништо. Напротив, идејата е да се иницираат проекти кои што и пред самата година на одржувањето, нели, на манифестацијата која што 2028 во контекст на Скопје, туку и особено поважно и после тоа. Така да сите овие проекти кои што се ставени во рамките на Европска престолнина на културата се замислени најпрвин да иницираат една поголема свесност за градот и квалитетот на градот, односно на просторите и објектите во градот. Второ, да започнеме со еден поинаков пристап, во кој што, како што реков, на инклузивен начин со вклучување на сите засегнати страни, да отвориме дебата во општеството, да разговараме кои се тие вредности кои што ние би сакале да ги негуваме, кои се тие вредности кои што сакаме и понатака да ги создаваме и да ги оставиме за нашите идни генерации. Исто така, особено е важно дека дел од тие дискусии не само што ќе бидат фокусирани на овие 12 проекти, него ќе отворат и нови потенцијални проекти кои што во иднина овој градоначалник и сите градоначалници на скопските општини ќе можат да ги земат како еден вид на водилка за урбаната трансформација на ниво на град, но уште повеќе на ниво на објекти. И овие проекти, 12 проекти, се би рекол такви, така форматирани, да тие всушност се на некој начин имаат потенцијал да станат двигатели на урбаната трансформација на целиот град. Би спомнал само неколку. Една од тие е така наречениот Вардарска активна зелена магистрала. Значи, по течението на реката Вардар и сите незини притоки, Маркова река, Серава, Лепенец, можеби и Треска, всушност се планира да се започне со планирање, проектирање и изведба на низа јавни простори кои што ќе бидат поврзани со велосипедски и пешачки патеки, меѓутоа и јавни простори во смисла на мали плоштади, сцени, песажно уредување и со што
Вардар би се потврдила неговиот статус на еден главна, би рекол, магистрала која што го поврзува градот, не само внатрешно, туку и со своето непосредно обкружување. Тоа исто така ќе стане и двигател, бидејќи имате комбинацијата на одржлива мобилност, на зелените коридори, уредувањето на реката, пристапноста на реката, да овозможиме граѓаните да ја користат реката и кеот на реката, зеленилото да се смени и така натаму. И сето тоа всушност да генерира еден поинаков пристап на користење на јавниот простор, но исто така и на можностите кои што има. Втори еден проект е така наречени 50 микропаркови од 100 до 1000 квадрати, кои што би биле дисперзирани низ целиот град и кои што самите би станале, би рекол, еден вид на акупунктура, урбана акупунктура, каде што ќе се интервенира и локалната заедница ќе има можност сега да ужива не само во зелените простори, туку и во еден вид на јавен простор и да ги обнови своите меѓусебни врски. Сето ова во комбинација со програмските активности ќе создаде, верувам, еден сосем поинаков впечаток за самиот град, меѓутоа најважно ќе создаде потенцијал за многу поквалитетно живење на граѓаните на Скопје, не само во 2028 година, туку и многу после тоа. Благодарам и вам.